Чуваме понатаму, утринава од Тегран не дружи колегата Кирил Стојанов. На високи температури најголемата закана се пожарите. За жал веќе имаме некакви дојави, меѓутоа како да ги спречиме, како на кој начин да се превенираат, како да се постапува кога излегуваме на излети и така натаму, сето тоа ќе го дознаеме денес во продолжение. Кирил, добро утро и повели. Така, Елена, еве, добро утро, поздрав од седишето на националните шуми овде во Скопје. Од утре, од 1 јули до 31 август ќе важи забраната за движење во шуми. За тоа, за каква мерка станува збор, како истата ќе биде уредена, кој ќе може да се движи во тој период, како ќе се издаваат дозволи, меѓутоа и какви казни ќе следуваат за оние кои што нема да ги почитуваат, ќе зборуваме со директорот на национални шуми, господинот Здравко Трајанов. Еве, најпрви добро утро. Мерка за забрана на шумите, кажете ни која е целта и потребата од една ваква мерка? Добро утро, поздрав до вашата емисија. Значи, како што вие дадовте увод во проблематикава, ја носиме оваа мерка со цел да превенираме шумски пожари, а во ситуација кога ќе се појават да знаеме што имаме на терен, кои луѓе се присутни во одреден простор и соодветно институциите да реагираат благовремено, односно најдобро што може во одредена ситуација, затоа што кризи се јавуваат, кризни ситуации, многу е битно да се превенираат, а во дадена ситуација кога ќе настанат, соодветно да се менаџираат за да имаме што е можно помалку штети, а не дај Боже да немаме несакани последици и по имотот и по луѓето. Мерката е предвидена согласно Законот за шуми, на барање на јавното претпријатие Македонски шуми. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ја донесе таа мерка во рок од трајање од 2 месеци, како што спомнавте, ќе важи од 1 и ќе трае 2 месеци до крајот на август. Покрај тоа, пред самата мерка предходеше и уште една одлука од владата, каде што е донесена одлука слична на оваа, со цел да сите институции бидат инволвирани во процесот, запознаени и на некој начин постои синергија, јасна концепција дека оваа мерка е потребна и сите институции треба благовремено да ја почитуваат, а пред се и граѓаните на Република Македонија. Ова мерка имавме и претходната година. Какви се искуствата од тоа, како граѓаните ја прифаќаат и како истата допринесува, можеби и помага во процесот на справување со шумските пожари и контролирање на движењето во шумите? Така, значи мерките носиме неколку години поред, од искуство дека имавме проблеми со системот за заштита од пожари и во насока на стабилизирање на целиот тој процес, како да се справиме со пожарите, мерката се носи како една од алатките за превентива и искуствата во секој случај се уште е рано да ги искажеме квантитативно на избројки, меѓутоа тоа што е наша перцепција дека во секој случај секоја мерка која е во насока на превенција и во заштита на пожарите ние ќе ја донесеме од аспект на тоа дека и еден пожар да биде помалце, да вроди со плод оваа мерка, тоа е успех за системот, затоа што не знаеме тој пожар што може се да помине, да стане голем пожар, голем проблем, многу трошоци, многу ресурси и така натаму. Јас верувам дека со оваа мерка ние предонесуваме не за еден, за заштита од повеќе пожари, затоа што пожарите, во секој случај 90-95% се настанати од човекот. Меѓутоа, дел од тие пожари се случајни, дел се намерни и подметнати. Барем кај случајните, ние јасно и ставаме на луѓето до знаење дека периодот е опасен, дека со вадењето на дозволата, дека нешто се случува, дека е алармантно, дека таа слобода на движење на некој начин е контролирање со вадење на таа дозвола и луѓето малце поодговорно се однесуваат затоа што на некој начин однесувањето на луѓето некогаш може да спречи пожар. Така, кога ќе се спомне забрана, има некако и негативно влијање на тоа дека некој некому нешто забранува. Да појасниме за тоа што всушност значи, дали ќе биде некој иземен од таа забрана, меѓутоа и како ќе биде овозможено ние да се движиме во шум. Така, апсолутно. Тоа е фактички законски термин и можеби тука го користиме соодветно законот, меѓутоа во ниту еден случај не станува збор за херметички затварање на шумите, напротив, сите институции кои имаат карактер на безбедностни аспекти
МВР, АРМ, Пожарниот сојуз, Македонски шуми, значи многу институции се изземени од оваа мерка, се со цел нормално функционирање на безбедноста на овој простор и нормално нели функционирање на државата. На крај краишта и граѓаните на Република Македонија во секој случај можат уредно да побараат дозвола. Тие дозволи се валат во подрачните единици на јавното претпријатие Македонски шуми. Со една обична апликација процесот не трае повеќе од неколку минути, да не кажам една минута, се оставаат основните базични лични податоци и се наведува причината зашто ја посетуваат планината и многу битно за нас, отприлика се дефинира рутата на движење, односно која е целта на престојот во планина и на нас тоа ни представува многу битен податок, затоа што ние знаеме на кои места колку луѓе имаме во планина во одредена ситуација, значи тие луѓе ќе ја посетат планината и сега ако настане пожар знаеме како брзо да делуваме да ги информираме тие луѓе, да ги евакуираме, ние веќе взимаме телефонски броеви вообичајно, значи се е повторно во интерес на граѓаните на Република Македонија. Едноставно на некој начин оваа мерка е и безбедносна мерка. Кога тој ќе добие дозвола, остави телефон, ако не дај Боже се случи пожар, ние многу лесно ќе го информираме со едно вртење на телефон или нашите екипи ќе посетат тоа место, ќе ги евакуираат тие луѓе и така натаму, значи благонамерна е мерката во секој случај, барем за тие што се добронамерници во шумата. За нив никогаш не представувало ниту минатите години, предпоставам ниту оваа година, да издвојат една минута повеќе од своето време драгоцено, меѓутоа се во интерес на безбедност од пожари. Така, оние кои што планираат да подметнуваат, тие не ни бараат дозволи. Какви ќе бидат казните за оние кои што нема да извадат дозвола, ќе се затекнат во шума? Значи, тоа што го имавме искуство, благодарност до МВР, сериозно се водат истраги за настанувањето на пожарите и верувајте, ниту еден од тие што се во процес на истрага нема извадено дозвола за движење во шума. Значи, тоа се на некој начин луѓе кои прекосат и на законот, и на природата, и на некој начин прават екоцид, уништување на тоа што е нашето природно богатство, тоа се шумите. И на некој начин ова е увертира во истрагата. Едноставно и институциите на прогонот и на правдата знаат од каде да почнат. Имаме луѓе кои не ја почитуваат мерката, меѓутоа испеѓа дека и колку свесно и несвесно тие на некој начин прават злодело. Така е. Што прави Македонски шуми освен овие превентивни мерки за заштита на пожарите? Знаеме дека доаѓа период кога имаме страшни горештини, што е она што еве како предпријатие го правите за да се превенираме, меѓутоа и да се екипираме во тоа доколку избавне пожар да бидеме поефикасни? Така, јасно е дека превентивата е најдобриот начин, меѓутоа и подготовката за заштита од пожари е многу битен параметар. Во секој случај ние правиме превентивни мерки, многу битна мерката чистење на патиштата. Овде морам да спомнам благодарност и до владата на Република Македонија. Лани ни излегува во сусрет, на некој начин не субвенционира во таа наша активност чистење на патиштата и на некој начин просветлување на истите, односно отстранување на вегетација која е блиско до патиштата и на некој начин со самото чистење на патиштата ние правиме противпожарни појаси. Најдобриот начин фронт кога би настанал голем пожар на овие места да се брани пожарот и да се на некој начин доколку е можно угаси или успори и така натаму. Правиме и друг сет мерки, значи согласно закон сите активности во шума што се преземени од наша страна, сечи, прореди, заштита на шумата и така натаму, ние понатаму мораме да воспоставиме шумски ред. Значи тоа што се гранки и остатоци од дрва мора да биде купирано, соодветно одстрането од една до друга позиција, значи кога би настанал пожар, сето тоа да биде контролирано, да имаме пристап до теренот и на некој начин да знаеме како би се одвивал тој пожар, односно самото горење на горливиот материјал. А во ситуација кога ќе настанат пожарите, многу е битно да имаме ресурси. Пред се, човечките ресурси кај нас се многу битни, затоа што ние со такви располагаме. Да имаме соодветен број на возила, луѓето да можат да пристапат брзо до пожарот, да со помалку број на луѓе во самиот зародиш на пожарот интервенираме брзо, ефикасно, да
доколку е можно тоа да го направиме, односно да го угасиме пожарот. И тука е една моја голема благодарност за сите наши екипи кои се инволвирани во сите тие пожари и на некој начин и не се видливи. Затоа што имаме многу пожари кои се изгаснати од нашите екипи уште на самиот почеток и не добиваат тие пожари некој посебен публицитет. Лошо е кога пожарот ќе стане голем, ќе излезе од контрола, тогаш ќе дојдат сите институции, народот, новинарите, ние имаме проблеми, меѓутоа многу битно се овие херои кои ги гасат пожарите во зародиш, битно е брзо да излезат, квалитетно да го направат тоа што треба. Тука е повторно битно да има и синхронизација помеѓу институциите, помош од противпожарните екипи, од ДЗС и така натаму. Значи тоа е еден систем, благовремено интервенирање кога ќе настане пожар да се угаси. После е многу тешко. После и развиени држави гледаме не можат да се справат. Јас се надевам дека ова година ќе имаме многу помалку пожари кои што ќе имаат публицитет и ние ќе доаѓаме дека ќе интервенираат службите. Ви благодарам за разговор, за споделените информации и посакуваме мирно лето, жешко меѓутоа мирно лето за национални шуми. Така, благодарам сите тоа го посакуваме, сепак се работи за шумите, едно од богатствата на Република Македонија. Така е. Директорот на Македонски шуми Здравко Трајанов за тоа каква мерка е всушност забраната за движење во шуми, за тоа кој ќе може да се движи, на кој начин ќе се вади дозволата, сите оние кои што ќе сакаат, ќе можат исто да го направат во подрачните единици на Македонски шуми, да извадат дозвола. За оние кои што ќе бидат затекнати во шума без дозвола ќе следуваат и соодветни казни, да се надеваме дека нема да доаѓа до тоа и дека ќе имаме соодветни превентивни мерки кои што ќе допринесат за помалку пожари оваа година и помалку штета која што Македонија ја трпи низ изминатите години.